Скопје филм студио и Црна мачка. Заедничко за овие две продукциски куќи се огромните суми државни пари кои ги добиваат, но и семејно бизнис релациите кои ги поврзуваат. Од формирањето на Агенцијата за филм, односно изминатите 10 години, само овие две компании заедно се закитиле со вртоглави 223 милиони денари, односно повеќе од 3,6 милиони евра народни пари. Скопје филм студио е во сопственост на Томи Салковски, додека пак Црна мачка е на неговиот внук Кристијан Буровски. Двајцата се членови на Друштвото на филмски работници, од кој Салковски е на раководна позиција. Здружение кое под сомнение дека сториле кривични дела и противзаконски биле финансирани од државниот буџет. Агенцијата за филм незаконски во периодот од 2018 година заклучно со 2023 ја финансирала работата на ДФРМ со што незаконски им доделила средства од 7 милиони 80 илјади денари. Често режија на филмовите на кои работел Томи Салковски е претседателот на ова друштво Игор Иванов Изи, организација која цели 2 години не дала оправдание како ги трошала парите, поради што нема трак како се потрошени околу 3 милиони денари. За годините 2022 и 2023 година ДФРМ не доставило до Агенцијата за филм извештаи за потрошените средства. Агенцијата за филм не побарала од ДФРМ да достави извештаи, ниту покренала соодветна судска постапка за недоставените извештаи. За парите на кои им нема трак, неодамна на пресконференција претседателот на ДФРМ Игор Иванов Изи се правдаше дека нивните извештаи не биле пронајдени затоа што инспекторите од Министерството за култура не ги побарале. Во извештајот на култура се споменуваат и судрот на интереси кои го имале овие луѓе со лица ангажирани во Агенцијата за филм. Додека оваа институција им ги полнела џебовите со народни пари, член на управен одбор била Снежана Станковиќ, долгогодишен адвокат на Друштвото на филмски работници. Додека пак за тоа кој ќе земе народни пари, меѓу другите, одлучувал Бранко Петровски, кој во исто време бил и претседател на надзорниот одбор во ДФРМ, додека пак во Агенцијата за филм спротивно на Законот за филмска дејност бил избиран за финансиски советник 7 години поред, за неодамна да биде награден со членство во управниот одбор на оваа институција.